Здраво, девици! Ајде да видиме што има за вас во месец август. Кои се предвидувањата и пораките за вас? Значи, повторно, генерални пораки, генерални толкувања, не може се да се однесува на вас. Обидете се да го препознаете тоа што е ваше, тоа што не е. Не обрнувајте внимание и да започнеме. Меѓутоа, пред да започнеме, само кратка информација околу неделните пораки. Значи, неделните толкувања, јас ги постирам во недела и се за неделата која предстои. Значи, една-две поголеми, поважни нешта што ќе обележа таа недела, за секој знак поединечно, тоа се постови, но може да ги најдете на Facebook. Значи, на Facebook, на нашата страница Gold Tarot MK, таму може да го најдете тоа, доколку ве интересира да прочитате за неделните пораки, слободно одете. Ајде сега да видиме што носи август за вас, девиците. За вас, девиците, нешто се случува, нешто веќе се случило. Ова нешто кое се случило го менува текот. Го менува текот на нештата, на работите, на работата во која сте, може да биде големо, може да биде мало, може да биде во секое поле. Тоа го споменувам секогаш, вие знаете за што се работи. Јас само преку метафора ќе го кажувам ова што го гледам. Значи, го сменило текот на работите. Ако не се случило веќе, ќе се случи во август. И сега веќе вие ја напуштате до сегашната состојба и до сегашниот начин. Меѓутоа, ова менување, оваа промена е за вас еден вид олеснување. Вие до сега, не дека сте биле во некоја лоша состојба, позиција или ситуација, меѓутоа, тешко постигавте баланс. Дури и да го постигавте, чувствувавте оптеретување, чувствувавте дека се ближи крајот на вашата издржливост. Нешто вие балансиравте, нешто носевте, нешто ви тежеше. И успешно го завршувавте, не дека не. Меѓутоа, кажав, ви тежеше, значи ве оптеретуваше, не можевте повеќе да издржите. Тоа е како да предолго носиме во раката една чаша, дури и да е со вода, тоа е лесно, нели? Може да го носиме, меѓутоа ако го носиме предолго, веќе раката ни оттрпнува. Буквално такава некоја ситуација беше. Сега вие ја напуштате, таа се случило нешто, кажав, нешто и тоа големо нешто се случило и го менува текот. Сега влегувате во ова другово, меѓутоа сега сте неодлучни како да постапите понатака. Може би до сега си имавте овој метод, да, напорен беше, меѓутоа вие го усовршивте и навикнавте на тој. И сега вие сте во дилема каков да преземете понатаму, дали и исто да продолжите со истиот начин. Дали да смените нешто, дали да по некој поиновативен метод, помодерен, посовремен. Дали пак кажав да останете на старо. Ете, тука вас ви се сега дилемите, грижите и недоразбирањата. Со некого може и да се јават недоразбирања. Мислам дека тој некој е вашите деца, вашето дете или вашите родители. Со нив не знаете кој метод да го преземете, затоа што ова нешто може го правите за нив. Или децата, или родителите. Со исклучоци, нормално, секогаш ќе има, може некој за себе нешто си правите. И јас гледам дека вие ќе постигнете баланс меѓу овие две нешта туку начини, меѓу овие начини вие ќе постигнете баланс. Може би ќе ги усвоите карактеристиките и од досегашното и нешто ќе примените ново.
и ова ќе ве донесе во една многу убава состојба, во многу убава ситуација. Вие сега немате потреба да покажувате умешност, истрајност, да балансирате. Сега веќе вие го имате она што е потребно, вие го поседувате и сега ќе го покажете пред другите, пред светот, пред себе си и ќе предизвикате големо внимание со нешто. Овие методи што ги усвоивте, најверојатно ќе предизвикаат големо внимание, затоа што вие ќе се закитите со некакви успеси овде. Може се финансиски, може да бидат било какви, меѓутоа ќе се закитите и тоа ќе предизвика внимание кај другите. Другите ќе сакаат да видат од каде доаѓа ова кај вас, како е можно да сте го усовршиле до овој степен, такво нешто ќе предизвика кај другите. И сега, во август месец исто ќе кажете некому нешто, ќе донесете некакви вести некому. Јас мислам дека за тие што имате деца и се обидувате нешто да им помогнете на вашите деца, затоа што некои имате ситуација каде децата ви се во некакви не се непријатности, туку малку им е потешка ситуацијата, состојбата, тешко излегуваат на крај со тоа нешто што им се случува и сега вие овде вака ќе излезете во пресред и ќе понудите многу можности. Ќе им понудите многу можности, ќе им дадете да избираат од сите тие можности. Сето ова го правите со цел да им го лесните товарот. Се надевате и посакувате да ги имате сите можни средства, ресурси, финанси, знаење, совети, се надевате многу и тоа и го имате. Во никој случај да не се двоумите, да не се колебате, затоа што вие имате се што ви треба за да им помогнете. Значи, може да се најдете на другата страна од приказнава, ако сте вие кои сте во потешка состојба, очекувајте безрезервна помош и поддршка од родителите, од блиските, од некој. Дури ќе се дадат и многу можности, повеќе можности да избирате. Исходот од сето ова ќе биде задоволство, емоционално задоволство, значи емотивно ќе бидете исполнети. Или вие, или родителите, или некој кој дае, сепак за вас е нештово, значи вие ќе се чувствувате емотивно, ќе се чувствувате дека сте постигнале многу. И не само што ќе се чувствувате, туку вие и ќе постигнете навистина многу. Ќе остварите некој голем успех, ќе застанете на врвот на нештово и ќе се чувствувате горди, многу горди. Сега, некој друг дел од вас пак. Вие сте во нешто влезени со некого. Ако не е со некого, тогаш договорот е таков, тогаш условите се такви во кои сте. Или пак со човекот со кој сте се договориле на одредени методи и насоки и правила кои треба да се следат. Сега во август вие ќе го смените текот, вие ќе направите нешто, меѓутоа ова ќе биде во тајност, вие што ќе го направите, нема другите да знаат и ќе го направите скришно и со многу поинакви методи од тие на кои сте се договориле. И ќе го смените, и ќе постигнете успех, навистина ќе постигнете успех. Вие можно да искористите нешто што не смеевте, или можно е да вклучите некого кого не смеевте, можно е да однадвор некаква помош да добиете, а не требаше. Нешто такво е каде ќе искористите поинакви методи од тие на кои сте се согласиле и сте се договориле. И може би ова што ќе го искористите е нешто од минатото, нешто од некој, ќе побарате помош од некој што порано го познававте, на некои стари пријателства, ќе се навратите, таму нешто ќе побарате
И да, ќе постигнете успех, навистина ќе постигнете успех, меѓутоа, овој успех е сепак не е онај успех кој емотивно не задоволува. Да, ги задоволува моменталната ситуација, задоволува, меѓутоа емотивно повторно се чувствувате некомплетно. Мислите дека ова не е комплетно и емотивно нема да ве исполни. Во секој случај ќе си постигнете успех, па сега вие знаете дали нешто смеете или не смеете. Важно во неволја нема да се најдете заради тоа што ќе го искористите тие. Единствено вие самите колку ќе си бидете за себе срекни, тоа е и она најважното. Друг дел од вас пак има нешто што вие го правите во домот со партнерот или со некој што ви значи. Ова е обично брачен пар и сте вие. Ако имате партнер исто кој во вашиот знак или пак во знакот на близнаци и водолија, тогаш да знаете дека вие во август месец ќе прекинете со некакви активности кои веќе беа претешки да се права, да се случуваат, да се нешто вие истовремено работевте на неколку работи и тоа ве оптеретуваше. Тоа не само што конзумира целото време што го имате. Немате слободно време, не само што е тешко, дури физички беше некако тешко да се оствари ова. Сега вие ќе одлучите да ставите крај на тоа, ги отфрлате сите такви ситуации, сите такви моменти, тоа е завршено и ќе почнете нешто ново. Ова ново е многу несериозно на прв поглед, многу детинесто, меѓутоа за вас многу олеснувачко и ќе се најдете во една ситуација од порано, од минатото, каде што бевте побезгрижни, посрекни, порадосни. Може би сега немате, сте си ги скратили можностите со ова што го прекинавте, меѓутоа пак емотивно сте позадоволни и посреќни. И кажав, на крајот на криштата нели, најважно е како ние се чувствуваме и ништо друго. Драги мои девици, тоа е тоа за сега. Јас се надевам уживавте, најдовте нешто што ќе ве води и до следното. Чао, чао!